Живееме во дигитално општество каде што секојдневно сме бомбардирани со илјадници информации кои што се во најразлични форми, веќе не е се текст или видео, имаме фотографии, имаме инфографици, анимации, значи доаѓаат информациите до нас во секакви формати и затоа и можеби малку потешко да препознаеме кога некоја информација која што доаѓа до нас е вистината и токму затоа е многу важно да бидеме медиумски писмени, особено за помладите кои што најголемиот дел од времето истражувањата покажува дека 2/3 од времето го поминуваат на социјалните мрежи. Медиумската писменост всушност е нашата способност да пристапиме критички кон информациите кои што ни стигнуваат, да ги анализираме, да направиме проценка дали она што го читаме е вистинито, кој е авторот, зошто ни го испраќаат, која е пораката што сакал нешто ни е испратил да стигне до нас. Меѓутоа исто така има уште еден аспект на медиумската писменост, тоа е како ние одговорно да креираме содржини. Во денес сите сме креатори на содржини. Со секоја слика што ќе постираме на социјалните мрежи, ние сме креатори на информации. Затоа мора да бидеме одговорни да не ги залажуваме со нашите информации другите. Многу е важно во училиштата од најмлада возраст да се работи на критичко размислување. Како што споменав, сега информациите до нас стигнуваат во различни формати. Веќе не е доволно само да го отворите текстот и да проверите кој е авторот, дали други медиуми известувале. Сега може да дојде фотографија, знаеме како со фотографиите се манипулира. Така што мора кога ќе ни стигне било каква информација прво да размислиме, да видиме зошто таа стигнува до нас, кој ја праќа, која е целта и потоа секако да ги искористиме алатките кои што ни стојат на располагање за препознавање. Сега имаме милион апликации, дали за проверка на видео, дали за проверка на локација каде е направено видеото, фотографијата, дали за проверка на фотографиите, така што многу е важно пред да поверуваме на некоја информација да застанеме и да си дадеме 2-3 минути да размислиме што е тоа што сака да ни пренесе оној кој е направил, која е целта позади тоа и потоа да провериме нели секако дали е вистината. Ние всушност треба да работиме со сите граѓани, не само со младите, меѓутоа бидејќи веќе за образованието е такво какво што е до сега, не е започнатото ние повозрастни генерации. Имаме многу неформални курсеви начини како да се информираме, како да пристапиме и да важно е сите, дури родителите, токму во рамки на овој проект кој што имаме денеска и симпозиум, младите размислуваат, се работи на прирачник за родители и старатели, за како да препознаат лажни информации, како да им помогнат на нивните деца, на помладите околу нив и они да препознаат. Меѓутоа, многу е важно сега во образованието да се воведе за секоја следна генерација веќе да е медиумски описмената и тогаш ќе биде полесно. А сега на оние други генерации кои што можеби не стигнале да го имаат ова образованието, секако тука е неформалното образование, можност да истражуваат самите на интернет, да разговараат, меѓутоа најважно е кај децата кога ќе се воспитуваат да се всади на критичко размислување, бидејќи младите се дигитално писмени, знаат како да ги користат сите социјални мрежи, сите алатки што им стојат на располагање, меѓутоа не знаат да кога ќе видат информацијата не ја пристапуваат критички. Мислам дека родителите треба токму на тоа да работат со нив критички, да пристапуваат кон информациите, дури да ги тераат да дебатираат меѓу нив, да дадат спротивставено мислење. Да, важно е и дома како ќе се разговара на оваа тема, меѓутоа мислам дека и во овој момент образованието како формалното, така и неформалното можеби игра и најголема улога.